Здраво на сите, добро дојдовте во новата епизода од Rise Talks, каде што зборуваме за млади социјално предприемништво и идеи. Денес на моја голямо задоволство имам млади момци од Струмица кои што ќе зборуваат за својата идеја, која што беше дел од проектот Зелен хаб на идеи, предводен од Проагро фармери од Струмица. Денес со мене е Кире Ангелов. Здраво, Кире. Здраво, добро, најдов. Како си? Супер, вие како сте? Добро, работам малку е топло, ама се издржува. Во Струмица верувам дека е потопло. Да, потопло е од тука. Како се чувствуваш, дали ти е прв подкаст? Да, прв подкаст ми е. Можеш ли малку да се представиш? Да, јас сум Кире Ангелов, доаѓам од Струмица. Учам електротехничка за компјутерска техника и автоматика во средно ДСОРЦ Никола Каров Струмица. И сум трета година. И беше дел од проектот? Да, бев дел од проектот за Green Hub. И сега како од електротехнички смер дојде до идеја за социјално предприемништво, односно за зелена идеја во склоп на социјалното предприемништво? Ние од Струмица, како што сме од Струмица, доаѓаме од земјоделски крај и со години гледам како моите комши, пријатели и фамилија се мачат со некои загуби кои може да се решат лесно, да се решат со помош на технологијата, како што се загубите на вода и ѓубриво, кои може да се спречат едноставно со технологијата. Со тоа што ќе ставиме, например, сензори во почвата и ќе мериме влажноста, не мора да погодуваме кога да ставиме вода, туку точно кога му треба на растенијето. Вашата идеја беше паметна саксија. Во права сум? Да. Што значи паметна саксија? Паметна саксија значи саксија која што има сензори кои мерат некои одредени информации, ги праќаат на компјутер и на компјутерот има вештачка интелигенција и таа одлучува што му треба на растенијето според информациите добиени. Како се полни таа паметна саксија? Мислам, ако сакаш да влезеш, ако не мораш, можеш да влезеш во детали, ама... Имаме два резервара. Имаме еден за вода и еден за ѓубриво, течно ѓубриво, и внатре има помпи, две помпи. Сега, според информациите добиени од сензорите, ако влажноста е под, например, 60%, му треба толку и толку милилитри вода и се уклучува помпата и водата тече. Што ве мотивираше да започнете со оваа идеја? Можеш повеќе да кажеш за целиот тим? Вие сте победничкиот тим во рамките на проектот. Како одеше целиот процес? Дали сметате дека вашите капацитети се надоградени после проектот? Како што реков, самата идеја дојде од тоа што со години гледаме како нашите пријатели се мачат со загубите од самата вода и ѓубриво. Така нашиот продукт решава всушност три проблеми. Првиот е загубата на вода и ѓубриво, вториот е сезонското растење на било кое растение, например доматот расте само во некој одреден период, потоа не расте, затоа што му требаат специфични услови за тој да порасне. И третиот е загубата на времето на земјоделците. Значи, генерално сакате да помогнете на локалната заедница, сакате да ја поддржите Струмица како регион. Дали мислиш дека ќе биде прифатена оваа идеја? Да, мислам дека идејата ќе биде прифатена, затоа што имаме и разговарано со локални земјоделци и имаше до позитивни одговори. Што низ целиот процес на проектот, што оно што вие научивте низ целиот процес на подготовката на идејата, на поддршката од Проагро фармери, што беше оно што за тебе е најважно? Најважното беше што научив како да работам во тим, да се слагам со моите колеги, да кажам, и самиот процес да дојде од идеја до продукт, што се треба, што се влегува. Како ја гледаш иднината на оваа идеја? Што е потребно на вашиот тим за оваа идеја да биде реализирана? Идеја да биде реализирана, прво потребни е самите финансии, некој да не поддржи со тоа, а потоа е реклама,
се друго што влегува во еден бизнис. Би сакала исто така да те прашам, што сметаш дека е најважно за младите, каков тип на поддршка е најважен на локално ниво при градењето на капацитетите, за да можат да ги остварат своите идеи, своите бизнис идеи, своите идеи што решаваат општествени проблеми како што овие што ги напомена. Па најважно би било да бидат поддржани всушност како не е битно се во парите, туку самата поддршка како заедницата веројатно очекуваш дека ја поддржи. Да, само заедница да ја поддржи идејата, да се користи самата идеја. Не мора да биде целосен продукт, туку дел од продукт може да биде. Со некои мали средства да се направи, сепак да биде поддржан, да биде прифатен од заедницата. Фала ти, Кире.